Собранието попладнево го разреши министерот Муртезани и избра нов вице-премиер, како и нов министер за животна средина. Седницата следеше колешката Катерина Нешкова. Имаме во живо во овие вести. Катерина, новите кадровски решенија беа познати подолго време. Имаше ли некакви забелешки за изборот на Мицковски? Генерално помирен избор на двајца нови членови на владиниот кабинет на Мицковски, ако се разбира дека опозицијата имаше реакции. Како што спомена и ти во најавата, избрани се двајца нови министри. Беким Сали е нов министер за европски прашања, додека пак Мухамед Хоџа, поранешниот владин потпарол, станува нов министер за животна средина. Предходно собранието го разреши од позицијата министер за европски прашања Орхан Муртезани. Сите овие промени настануваат откако поранешниот вице-премиер и министер за животна средина Изет Меджити стана градоначалник во Чаир со локалните избори. Со тоа се отворија две нови слободни слободни места во владата, кои што всушност припаѓаат на вреди. За да нема промена во бројот на министри и распоредот на силите, за да остане ист помеѓу коалицијските партнери, се направи ваква промена. Во продолжение го слушаме премиерот Мицковски, кој образложи зошто токму Сали и зошто токму Хоџа се добри решенија и што ќе се случува со разрешениот Муртезани. За министер за животна средина и просторно планирање го предлага Мухамед Хоџа. Кандидатот располага со долгогодишно искуство во државната управа и во извршната власт. Со ангажмани во повеќе институции, со раководни позиции кои подразбираат одговорност, координација и работа во сложена административна и институционална средина. За министер за европски прашања го предлагам Беким Сали. Беким Сали има претходно искуство како министер, како и тековен ангажман во законодавната власт, што му овозможува јасно разбирање на односите помеѓу извршната и законодавната власт и начинот на функционирање на државните институции. Ова искуство е особено значено за Министерството за европски прашања, кој има координативна улога во процесите поврзани со европската интеграција. Дозволете ми тука да му се заблагодарам и на претходниот министер за европски прашања, господинот Орхан Муртезани. А Орхан ќе биде дел од мојот кабинет во иднина и ќе го координира процесот на следење на исполнување на реформската агенда, нешто кое што е многу важно за интегративните европски процеси на државата. Така, тоа беше образложението на премиерот Мицковски. Се разбира дека од матичната вреди ги бранеа своите кадровски решенија, додека пак опозицијата негодуваше дека се работи за рециклирани кадри, но и дека промените во владата Мицковски ги прави заради коалицијски договори, а не заради подобрување на незината работа. Еве ги реакциите на власта и на опозицијата. Господинот Хоџа не доаѓа да започне од нула или да ги покрие недостатоците или пропустите на минатиот министер. Тој доаѓа да ги затвори илегалните депонии, да ги спроведе стратешките планови и да ја зачува животната средина. Овој дискурс е јасен и токму поради оваа причина има напади. Од друга страна, предлогот за Беким Сали како прв заменик премиер и министер за европски прашања доаѓа во еден одлучувачки момент за евроинтеграција на државата. Овој процес нема потреба за празни изјави, туку за сериозна координација и институционална одговорност. Кандидатот за министер за европски прашања е кандидат кој е рециклиран о многу функции. Вие и ВМРО и ВЛЕН сите ја критикувавте Дуи како политички субјект кој ги рециклираше раководните лица, нивните кандидати, нивните лица од владините функции. Но сега сите чутите, овај кандидат бил и министер во времето на СДСМ за здравство, значи не покажа ниту еден резултат тогаш. Надвор од тие проекти претходно кои ги направи за пиар,
му сигнализираше на другите, овај кандидат 2 години е пратеник, ниту еднаш никој не го слушнал. Во политичкиот субјект алтернатива има мажи, жени кои со многу повеќе успех ќе извршуваат задачата за кој овај денес одредил. Така, тоа беа партиските реакции. Само да споменеме дека Сали, покрај тоа што ќе биде министер за европски прашања, согласно процедурите, но согласно и коалицискиот договор, Мицкоски овие денови ќе треба да го именува и за негов заменик, односно за вице-премиер во владата. И ова се први од серијата промени што ќе следуваат во владиниот кабинет. Согласно најавите, Мицкоски планира поголема реконструкција напролет, кога ќе се променуваат кадри од сите 3 коалициски владени партнери. ВМРО, ДПМН, Вреди и Знам. Катерина, пополнете се клучни ресори во услови на заглавени интеграции, живење во секојдневно загаден воздух. Ќе видиме какви резултати ќе покажат новите министри.